кој официјално сподели Министерството за здравство вчера доцна попладнето. За повеќе детали и утрово ја барам Мирјана Давидовска, која следи состојбата на повредените кои што се лекуваат во земјава, но и во странство. Мими, кои се последните информации? Последните информации од хируршката клиника Светинава Мохридски, 11 пациенти се овде хоспитализирани, се во стабилна состојба. Тоа го слушнавме пред околу половина час од директорот на болницата, доктор Настов, кој што вели дека овде се третираат 11 пациенти, на кои што им се нуди најразлична помош, бидејќи нивната состојба постојано се менува. Од овие 11 30 малолетни лица, но постари малолетници над 14 години. За сега, според информациите кои што тој ги сподели со нас, не се размислува дел од овие пациенти да заменат во странство. Им е понудена целата неопходна здравствена нега која што им е потребна. Во продолжение предлагам да слушнеме дел од овој разговор. Бројката е 11, исто како и во текот на вчерашниот ден. Состојбата е стабилна на сите пациенти. Се продолжува со неинтензивниот третман, лекување, хируршка обработка на раните. Така за денеска се планираат повторно обработки на оние пациенти кои што се ставени на хируршкиот програм, така да состојбата е стабилна. Да. Од овие вкупно 11 и вчера пренесовме дека 30 малолетни деца. Имате ли соодветен третман и за нив? Да, тоа се постари малолетници, да речеме 16-17 години, така да третманот е соодветен апсолутно, заради тоа што самата клиника има и оддел за детска хирургија, во соработка со колегите од пластична хирургија се третираат соодветно. Во вашата болница пристигна исто така странски експерти, односно колеги ваши од странските здравствени центри. Каква конкретна помош добивате? Помошта е секако добре дојдена и драгоцена во секој случај. Во нашата болница се дојдени колеги од Израел, кои што беа во текот на завчерашниот ден, вчерашниот ден, денеска повторно ќе бидат тука. Значи како со совети во однос на третманот и планот за третман, така и директно учествуваат во самата обработка и терапија на изгонените. Може би е малку неблагодарно, но какви се вашите прогнози со оглед на тоа дека гледаме дека бројката постојано се менува, особено од оние кои што се сместени во клиничкиот центар, дел од нив и во текот на вчерашниот ден беа упатени во странските здравствени центри. Кај вас за овие 11 пациенти каква е состојбата? Како што напоменав и на почетокот, состојбата е стабилна. Бројките тоа точно се менуваат, но неколку пати повторив дека состојбата се менува, може да се смени од час во час, така да будно ги следиме пациентите и нивната состојба, доколку се укаже потреба, нормално дека ќе се организира транспорт. Сега за сега нема потреба од таква работа и заради тоа се уште тука. Александар, од клиничкиот центар не се толку отворени лекарите за изјави во медиумите, па така последните информации кои што ги имаме од Министерството за здравство за пациентите кои што се лекуваат на некоја од клиниките е дека пациентите се во релативно стабилна состојба. Во продолжение предлагам да ги слушнеме изјавите кои што беа дадени во текот на вчерашниот ден. Добро е тоа што ги поминавме првите критични 72 часа, ниеден починат, нула починати од тие што ја преживеа кризата, трагедијата. Јас се надевам сите пациенти да закрепнат и полека од идните пресконференции да зборуваме само колку пациенти денеска си одат дома. Би сакал да ви информирам дека од денеска и рушките клиники ќе почнат да функционираат не со полн капацитет, туку тие што се онколошки пациенти. Во овие неколку денови не само што се мониторираше потенцијалното влошување на пациентите, туку мораа да се санираат и повредите на оние пациенти кои што не беа критични во прва фаза, ниту беа во животозагрозувачка состојба. Така што тие неколку процеси на триажа, понатаму на мониторирање на пациентите и прераспределба согласно на тежината на нивната клиничка слика одеа паралелно.
Од вкупно 178 повредени пациенти во пожарот, 64 се третираат во нашата држава, од кои во приватните здравствени установи се лекуваат 13 пациенти, а 101 пациент веќе се упатени на третман во некои од странските медицински центри. Оние кои што беа последни испратени беа во малку подалечните земји, како Шведска, со оглед на тоа како што и во претходните денови информираат Министерството за здравство дека веќе во соседството биле исполнети капацитетите, па токму затоа и се упатуваат на лекување во оддалечните европски земји. Најновите информации за состојбата на сите оние кои што се лекуваат во странство се надевам дека ќе имаме веќе во вестите во 9 часот. Доколку имаш прашања, повели. Мими, ти благодарам. Го очекувам и оној состанок на тимот доктори. Тука е некаде терминот 9-10 часот. Се надевам дека во едно од следните информативни изданија ќе имаме